Почитувани присутни, како што претходно спомнав во делот за околу процедурата за свикување на денешната седница, во барањето кое што ние го доставивме, рековме нели како можна точка на дневниот ред донесување на заклучоци по кои што нели советот ќе се изјасни и понатаму да ги проследиме до надлежните институции. Па во врска со тоа, значи стоиме на своето што сме го напишали и она што го образложивме денеска во нашето обраќање до јавноста, значи нудиме 3 предлози и бараме од поддршка од сите членови на Советот консензуално да донесеме заклучок по сите 3. Тоа се измени и дополнување на Законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа и единиците основани од нив. Тој е закон донесен во 2018 година на четвртото продолжение од 65-та седница на тогашниот собранески состав, донесен на 13 ноември. Значи, со него се уредуваат од сервисирање на доспеаните долгови на дел од општините на начин утврден со закон, значи убаво се утврдено во самите членови од законот, значи бараме измена и дополна на тој закон за да се примени истиот во случајот за град Скопје. И тогаш бил применет за град Скопје и сега и тоа во голем дел ќе се совпадне со она што градоначалничката го кажуваше за веќе доспеаните долгови од поедини, значи ресорни министерства или единици основани од град Скопје. Сето тоа нели да се направи во скратена постапка, впрочем законот и тогаш во скратена постапка бил донесен во собранието и сега да се направи, еве се нудиме нашата партеничка група да го поднесем, а убаво би било нели сите да се потпишат па консензуално да биде донесен и измените на тој закон. Втор предлог, владата на Република Северна Македонија да донесе одлука за доделување субвенции за евродизел гориво од државните резерви за нафта. Значи, ја користам приликата да ја поздравам одлуката која што на денешната итна седница владата ја донесе. Убаво е кога и вакви предлози дадени пред најавата за итната седница веќе беа доставени. Убаво е што се прифаќаат. Убаво е нели кога носиме заеднички одлуки од кои што ползи имаат сите граѓани. Ние сепак сметаме дека по овој предлог треба да донесеме заклучок. Зошто? Затоа што малку создава забуна во начинот на пласирање на одлуката која што ја донела владата. Факт е дека треба да се прогласи кризна состојба и тука немаме дилема, меѓутоа малку создава конфузија насловот на одлуката во кој што се прогласува кризна состојба во град Скопје од недостаток на топлинска енергија. Ние нели имаме недостаток од нафта како дериват енергенс на возилата на јавниот градски превоз и од тука значи за молница да го изгласам и овој заклучок, иако се еве и да грешам јас, нека се поклопува со одлуката што е донела владата, па и не мора нели доколку се поклопува и не мора да биде имплементирана, сепак заклучокот од наша страна да си стои. Тоа е едната причина, а втората причина е тоа што во она што го слушнев јас во кулуарите, а не успеав официјално да добијам информација колкав е износот на субвенционирањето на евродизел горивото од државните резерви. Оно што ние во предлогот го нудиме е да го байпасираме овој кризен период до крајот на годината, независно од тоа што и градоначалничката кажа дека за една недела ќе се склучил договор. Доколку се склучи овој заклучок, нека не се ефектуира, ама да го имаме. Добро е да го имаме, за да мислиме 3 чекори нанапред. Оти знаете како вели она народната, кога еднаш ќе се изгореш, потоа и на јогуртот ќе дуваш. Значи само од тие причини, не без некоја политичка позадина. Јас реков, нели ја поздравуваме одлуката на владата. И последниот предлог е предлагаме со заклучок пратениците да иницираат свикување на надзорна расправа во собранието за состојбите во град Скопје. Одржувањето на надзорната расправа би било по примерот на веќе претходно одржаните вакви или слични надзорни расправи кога е јавниот интерес во прашање, а бидејќи нели овде станува збор за јавен интерес, собранието е законодавниот дом, највисокиот суверен представник на волјата на граѓаните, од тука нели е обврската и потребата
за таквите теми да се расправа на една надзорна расправа, без при тоа да бидеме обвинети дека предлагаме нешто што значи мешање во ингеренциите на локална и централна власт. Впрочем, нема тука никакво мешање. Собранието е законодавен дом, собранието ги носи законите, а ние имаме закон за град Скопје. Околу нашите предлози толку, замолувам консензуално да ги донесеме и поттикнувам ете на во ваква конструктивна атмосфера да продолжат сите наши дебати. Секогаш нормално е дека не можеме да се согласиме, меѓутоа таму каде што не се согласуваме да најдеме заеднички јазик или оправдување за она што не се согласуваме, за да не трпи јавниот интерес, за да не трпат граѓаните. Впрочем, трпиме и ние, затоа што и ние сме граѓани на град Скопје. Ви благодарам.